Со оглед на тоа што пресудата беше вратена по одредени наводи, меѓу кои што беше тука умислата, евентуално подкрепување на дополнителни докази, обвинителството не понуди ниту материјални, ниту вербални докази. Од друга страна, одбраната изнесе јаки аргументи, значи и дополнителни докази со кои што се гледа дека прво процесно правно овој предмет како таков требал веќе да падне и второ оној дел на умислата на кој што се повикува второстепениот суд во своето решение заради кој што ја укинува практично пресудата, елабориравме, докажавме дека кај господинот Бошковски воопшто не била присутна во однос на извршителите. Тоа значи дека членот 123 со кој што се поврзува господинот Бошковски за него отпаѓа, бидејќи сите действија, дури и да постоеле спрема обвинетиот Орце Коруновски кој што е поттикнувач, односно спрема член 23. Тоа значи дека тој како помагач му помагал на поттикнувачот, во никој случај на извршителот, под претпоставка да воопшто стојат сите тие докази и действија. Значи и во таков случај целиот обвинителен акт, целото обвинение како такво во овој момент отпаѓа. Што значи на првостепениот суд кога се работи за обвинетиот Бошковски, останува само да донесе ослободителна пресуда. Било што би било спротивно, тоа би значило нова теоретска поставка на првостепениот суд врз основа на старите докази изложени од обвинителство, пошто веќе е вратена таквата пресуда. И дури да има таква пресуда, се разбира по жалбени наводи, стига повторно до апелација. Тоа значи дека првостепениот суд не ја научил лекцијата и односно дека нема правен капацитет. Во тој случај во раце ќе го превземе предметот апелација и доколку е доследна на своите ставови од изнесени во решението, во тој случај самата може мериторно да ја смени пресудата и да донесе таа ослободителна пресуда.